некои од најновите истражувања во областа на невролошките науки, каде раните години се сметаат за најважниот период во животот на секој поединец. На заедничка иницијатива на Институтот Отворено општество од Њујорк и Универзитетот Џорџтаун од Вашингтон, програмата за образование на Фондацијата Институт Отворено општество Македонија во 1994 година ги отпочна интервенциите во еден од најважните образовни сектори – предучилишното образование, и ги започна подготовките за реализација на програмата Чекор по чекор. Оваа иницијатива, која иницијално беше предвидено да трае 2 години, имаше за цел да воведе методи насочени кон детето и да поттикне вклучување на семејствата и заедницата во предучилишното образование и воспитание на децата од социјално загрозени семејства, етничките малцинства и децата со посебни образовни потреби. По сите направени подготовки, обуки за воспитно-образовниот кадар, реновирање и опремување на градинките. На 5 септември 1994 година, заедно со прекрасните ентузијасти од 10 градинки, 18 занимални беа претворени во прекрасни стимулативни средини, во кои влегоа 450 деца, кои инаку немаше можност да посетуваат градинка. Занимални кои представуваа место каде секој ден беше исполнет со учење низ игра, каде се поттикнуваше нивната фантазија, каде беа поттикнувани да учат нови работи, да преземаат ризици, да избираат и да преземаат одговорност за направениот избор. Занимални кои беа отворени за нивните семејства. Занимални каде се учеа на меѓусебна почит и поддршка. По првичниот успех и барањата за проширување на програмата, следната година опремивме 200 занимални, а опуките за имплементирање на програмата ја следеа 500 воспитувачи, негователки и директорки од сите градинки во Македонија. Една година подоцна опремивме уште 100 занимални во градинките, а на сите овие посветени просветни работници од градинките им се придружи и учители од 10 основни училишта. Секоја следна година бројот на воспитувачи, наставници, директори, педагози и психолози од предучилишните установи и основните училишта кои беа обучени за имплементирање на програмата Чекор по чекор се зголемуваше се повеќе и повеќе. Од тој 5 септември до денес, низ активностите на Фондацијата Чекор по чекор, веќе 30 години се запознаваме, учиме едни од други, се среќаваме и соработуваме со учители кои веруваат во својата професија и остануваат во неа затоа што ги сакаат децата, затоа што веруваат дека на тие деца ќе им пренесат знаења, умења и вредности кои ќе ги направат да бидат слободни и образовани граѓани, кои ќе придонесат еден ден оваа земја да биде вистински демократска и развиена земја, во која сите ќе сакаме да живееме и ќе се гордееме со неа. За сите тие учители организиравме обуки кои сметавме дека се важни за едно квалитетно и инклузивно образование. Индивидуализација, учење низ игра, користење активни методи на работа, создавање стимулативна средина за учење, работа по центри на активност, тимска работа, соработка со семејствата и заедницата, социоемоционално учење и многу други. Овие учители останаа со нас низ сите следни иницијативи кои ги реализиравме. Обуки за унапредување на училиштата, обуки за социјална правда, програми за деца од социјално загрозени семејства, за децата роми, за децата во бегалската криза од 1999 година, соработка со факултетите кои обучуваат наставници. Објавивме конкурс за нови автори и илустратори на детски сликовници и издадовме нови сликовници за деца. Отворивме 4 детски креативни центри. Учествувавме во проектот Модернизација на образованието и 20 теми од методологијата Чекор по чекор беа акредитирани од Министерството за образование и наука. Воспитно-образовната методологија влезе и во Законот за предучилишно образование, а позитивните ефекти од реализацијата на проектот Чекор по чекор во нашата држава беа вградени во програмските документи за предучилишно образование на Бирото за развој на образованието. Следејќи ја и поддржувајќи ја работата на учителите,
Гледавме како во нивните занимални училници се остварува она во што веруваме. Дека во развојот и учењето на децата е потребен холистички приод. Дека учењето е процес кој трае до крајот на животот. Дека образованието треба да биде засновано на најдобрите и на најновите истражувања од областта на педагогијата и психологијата. Дека наставата треба да се менува и да биде во согласност со времето во кое живееме. Дека децата треба активно да учествуваат во своето учење. Дека е многу важно учеството на семејствата и заедницата во работата на училиштето. Дека возрастните и средината во која растат и се развиваат представуваат модел за децата. Ние во Фондацијата Чекор по Чекор веруваме дека учењето е суштествена одлика на нашето постоење. Учејќи се спознаваме себе си и светот, развиваме нови вештини, знаења, разбирања, ставови и вредности. Учејќи стануваме свесни, сигурни и сочувствителни луѓе. Учејќи се поврзуваме едни со други, создаваме заедници, градиме општества. Веруваме дека општествата кои се грижат за образованието како за свој клучен темел, општествата кои вложуваат во образованието на децата, вистински се грижат за својата иднина, вложувајќи во иднината на човештвото. Бидејќи многу пати е докажано дека образованието може да ги намали социјалните разлики, да го унапреди јавното здравје, да го подигне квалитетот на културниот живот и социјалниот соживот, да помогне да се заштити животната средина. Образованието е клучно за градење и одржување безбедни, инклузивни и правични општества. Сите деца имаат право на поддршка од возрастните. Право на учител кој ќе ги охрабри и кој ќе им отвори нови, пошироки видици. Право на квалитетно образование. Образование кој ќе ги подготви за предизвиците на 21. век. Затоа поминавме илјадници километри низ Македонија. Со нашите активности, а особено со библиотеката на Тркала, стасавме дури и до најодалечените села. Поминавме часови и часови преку време на работа, неброени викенди на обуки за наше лично професионално усовршување и уште повеќе на обуки каде им го пренесувавме наученото на просветните работници со кои работевме. Постојано решаваме проблеми кои можеби и не се во наша надлежност. Носевме дидактички материјали до градинките, училиштата, невладините организации со кои соработуваме, зашто знаеме дека со тоа придонесуваме да се реши некој проблем во училиштата. Некој учител да дознае нови информации кои може да ги примени во својата работа, да ја збогатиме средината за учење за сите деца, да некој дете да му го направиме животот полесен, поубав, поинтересен и побогат. Се уште имаме причина да продолжиме да чекориме кон она во што веруваме. Зашто покрај нас има голем број учители, кои со својата посветеност секојдневно ни потврдуваат и ни докажуваат дека она што го промовираме од почетокот на нашата работа е релевантно и денес. Учители кои посветено работат и ја сакаат својата професија, кои ги откриваат силните страни на децата, ги поддржуваат да се соочат со стравовите и да ги надминат предизвиците. Тие се трпеливи, остануваат смирени кога се децата вознемирени, активно ги слушаат пред да им понудат совет. Внимаваат да бидат доследни и да ги исполнуваат своите ветувања. Тие учители веруваат во децата. Таквите учители веруваат во принципите кои ги промовираме. Принципи за квалитетна педагошка пракса за 21. век. Позитивна интеракција на учителот со секое дете, особено со она на кое му е потребна поголема поддршка, зашто само доколку се грижи за секое дете, ако ги почитува сите деца без исклучок, може да придонесе за позитивен развој на нивните потенцијали. Вклучување на семејствата во образовниот процес, кој е неопходно, како што е неопходно самите семејства да сватат колку е важно да поминуваат што е можно повеќе време со своите деца во читање и учење низ игра. Инклузија,
почитување на разликите и вредностите на демократијата, кои не смеат да бидат само зборови во годишните планови на училиштата, туку треба да се рефлектираат во нивната секојдневна пракса. Постојана проценка и планирање на воспитно-образовната работа, кои мора да бидат суштински, а не рутински. Стратегии, техники на подучување, кои треба секојдневно да се применуваат во разновидни ситуации. Стимулативна средина за учење за сите деца, за да се потикне нивното учење и развој. Професионален развој за кој државата континуирано треба да одделува средства, кои учителите ќе може да ги користат на транспарентен начин, според потребите за нивно лично надградување. Заедно со сите оние кои подеднакво цврсто како нас, веруваат дека образованието е клуч за милион можности и дека сите заедно треба да преземеме чекори кон квалитетно образование за сите. Продолжуваме да ги застапуваме вредностите за кои се залагаме од самите почетоци. Потикнување на критичко мислење кај децата, развивање на потенцијалите на сите деца уште од најрана возраст, а особено на оние кои живеат на маргините. Унапредување на наставниот процес и соработка со сите оние кои сакаат да реализираат иницијативи, со кои ќе се развијат креативните и умствените потенцијали на децата, наставниците и родителите. Продолжуваме да учиме како нашите градинки и училишта да станат место на мудрост и среќа. Место во кое децата ќе доаѓаат со радост. Продолжуваме да учиме како да не запираме пред препреките, како да ги надминеме тешкотиите, како да чекориме напред. Продолжуваме да чекориме заедно со сите оние кои веруваат во раниот детски развој, квалитетно образование и еднакви можности за сите деца, како и во систем на постојан професионален и личен развој. Мечтаеме дека улогата на учителите во едно општество повторно ќе биде важна и ценета, зашто вистинските учители не подготвуваат за едно поинакво време. Време во кое разликите нема да се продлабочуваат, туку ќе се почитуваат. Учителите ни ја враќаат вербата во хуманоста и ни даваат надеж дека ни предстојат светли денови. Заедно со таквите учители, продолжуваме да чекориме кон подобар свет за оние што ќе дојдат по нас.